Дојдете кај нас. Имаме едно изненадување. Добар ден, почитувани гледачи. Следуваат минутите резервирани за емисијата Нешто плюс со Кате и овој пат од материјалот што можевте да го видите досега снимен, Кире Печијаревски. Официјално здраво, иако заедно се возевме, дојдовме со твојот джип и директно од македонска телевизија, убава прошетка низ градов и по населбата Влаја си наоѓаме, така? Да. Местото каде што живееш. Улица Франц Прешерн. Така, се знам адресата со ќе ни човекот, дадеш, значи да? вика добра, можеш да живееш таму на таа Да. улица, не е Аха. проблем. И не знам, цел свет знае дека сум тука 15 на 20 години како ја направив куќата Тазе. Така, и И- тука живееш со твојата сопруга, Уште која е како на мала. работа, така? Децата не ти се тука, Да. а има едно куче. Јас и од ти сме дека. сами. Да, сами, меѓутоа јас викам дали Кире си бирал според мојот стајлинг кучето го одброја или? Се е Се е режија. црно-бело. Се е режија, се е меѓутоа. сценарио, нема ништо Да, случајно. кај нас нема ништо случајно, Предлагам така вака се. кате јас да го фрбам оружјето, значи не Така. носам оружје, го вадам ова. Така, не, телефоните Се што исклучување значи кога снимаме, се што така. значи контакти со цивилизација, со свет, остануваме јас и ти, моите пријатели и твојата екипа. Секако екипата на нешто Бројна и секогаш е со нас. талентирана, која што ќе направи една убава приказна. Така, значи покана почитувани гледачи, останете со програмата на македонската телевизија и ќе уживате во сето она што ќе ви го каже Кате и секако Кире Печијаревски. Мојот колега, меѓутоа колега, тука да кажам, од клупа. Заедно седиме во иста клупа. Не школска, туку канцелариска. Делиме бирократско место, значи Е. едно биро доволно големо и доволно тесно за да имаме тесна соработка. Така, на секој состанок. Убаво се чувствуваме. Еве ова она, значи имаш тука пумпа, за да не ми се мачи жена не да пумпа. Така? Имаме и вакво, Тоа е помошно нешто? да, моторче. Така? И моторчето вади вода колку што треба, да не трошиме вода од водовод, од таа е скапа Така. вода, Кире, јас скапа, како женска скапа за реков, прво народот. не седнувам, оставите скапо да разгледам, морам ова. Е, Оваа па, еве, убавина твоја, нели? Да ја видиме. Наша, морам да Така. кажам и на жена ми и на децата, ако не се тука близко, ама сакам да ми дојдат и мислам дека до пролет ќе дојдат. Ова Кој најчесто тука? ова исклучиво за жена ми, нема најчесто. Така? Како И- се вика твојата сопруга? Елиза се вика. Елица е сега на работа, така? Да. Па тоа го чував некаде за низ емисијата, бидејќи само мажишта ќе гледате во оваа емисија, да не се Па затоа сум јас зачудите. женско. Така Да што не се баратам. зачудите што ја са мажишта само со Кире. Така? Ние сме другари, сакаме да го уживаме животот, Така? а жените нека работат. Некој мора да работи. Така, еве како јас што работам. Да. Имаш преубав рузмарин и мене ми е на влезот на дворот, тебе е баш централно место пак во твојот парк. Да, еве Зазема? за гледачите малку ќе направам вака. Да. Да го Леле, како почувствуваат мириса. мирисот на розмаринот, а тој е насаден намерно близу до фурната, до скарата, До се. за да може кога се готви по едно гранче да Фурната подкршам. во вториот дел. Од Во разговорот вториот сега дел? јас морам Добро. да уживам овдека. Преубаво е на вистина. И затоа те влечам наваму. А и мене Што ме се влечат има? риби цел живот, да ти кажам да, право. риби, вакви златни се Риби или... водни и, Аха. и риби до 35 години. И постари, Аха, не знам поста. што, нека си играат на Море друго Кире, внимавај што зборуваш, јас имам повеќе. Па не, жена ми ме кара, Не. зошто стално викаш до 35 години, качи Е, малку жената и години. јас качи малку на 40, ете така. Ај, качи Да. за нас, заради жената и заради мене. Да. Добре, ова е убавината која што ја сакам цел живот. Инаку да потврдам дека сум не дволичен, полиличен сум. Така? Зошто дволичен? Овие прекрасни риби се викаат кои, јапонски крапови, кои јапонците пред стотина векови забележале кај некои од рибите можност да имаат боја. Тој ген го развивале и денеска во светот речиси има цел спектар на бои. Еви и овде може да се видат од Колку најбела имаш? до најцрна и сите навистина нијанси има помеѓу многу тоа. бои. И шарени, многу. Па има многу бои. 18, бидејќи супругата моја многу сака да се работи по фенг шуи. Значи Аха. нема ништо случајно, мора да биде таков број.
и не смее да се мрештат, сум им забранил да имаат односи, нема, има само јадење. слушаат тебе? Да, има само јадење и пливање. А јас им дозволам. Преубава е фонтаната, базенот преубав. Кој се грижи за сето ова вака убаво да изгледа? Па си ја делиме обврската. Дали некој од надвор ви помага или се е сконцентрирано кога сте го направиле и после вие? Вака, Тоа откако е мислам. направено, нормално дека е наша обврска. Си ги делиме работите моje, крупните работи да ги донесам, Машките, така? да добијат функција, да заживеат, а рака на срце, кажем да срце, Лева страна. да, значи жена ми, Сгреши срцето. значи, жена ми се грижи за тревата, за дрвцата, за зеленилото, А како за тревата жената се грижи? па се грижи, еве ова трева што ја гледаш ситната и оваа таму, таа е садена, значи коренче по коренче. Можеш да предпоставиш колку има овдека Така, во целиот коренчињата да овој изгледа простор. убаво. Значи Да, секое коренче е садено со рака. Така. Тоа бара бенефициран брачен стаж жена ми, зашто многу напорно и беше. Така. Кире, преубаво е на вистина. Инаку шишам ограда, тоа некаде ќе ме оставите овде напуштени сам. Аха, Ќе ја добро, тоа довршам на крај. домашната Значи, работа. одиме малку, предлагам да седнеме, да помаметиве нешто и повеќе за тебе, нели? Да, добро, Кој си, од добро. каде си, како си, зошто си? О, домачине, Ој, Зоки, ај, добро сум дошол. кај ти е старото го зеде? Старото го чекам од град да дојде, се најави, службено некој работи имал, пензионер, колку има службено, Јас сум Кате. мене ми е многу драго. Нешто Да не го што вежба знаете. текстот, миле. Убава жена вака кој ќе видам. Е, така. Благодарам. Веднаш со комплименти ви, а? Епо, Речи Не, Кире, на- денес во на мене емисијата се само метна. машки ќе имаме. Зашто Така ни подготвил, јас останав. она секојаш како и драг мало колега. дете кој ќе отиде, се што е најубаво си зима. Така. Дали се папучи, кондури, топче, фудбалче, Да, играчка, некој најубаво. најубавата ќе одбере. Така. Така да најубаво За мора муабет, секојаш за да муабет. се... Така. Зоки добар другар на Кире. Јас го замолив нели да вклучи во емисијата некој нешто да каже за него без пристрастност. Значи каков е Кире? Еве карактерно, друго е Може ние кога вака, го Кате? гледаме како колега. Додека Зоки ти одговора да не бидам јас тука. Ете така да не му е непријатно Аха. да не го удриш по нога, не друго. нека каже што ќе каже, јас нема да бидам тука. Така, ти одиш да вариш кафе? Да, да Како сварам добар кафе. домаќин. Ете така, ајде. Каков е Кире? Карактерно. 40 години сме заедно. Значи многу е тоа. Значи, карактерите, ако не ни биле слични, ја мислам дека одма би се разишли. Он на една страна, јас на друга. Така да, почетокот, риболовот, покасно ловот, све некако не врзуваше Значи, карактерно заедниш. каков е? Има добар Аванте- карактер? добар Згоден карактер. или незгоден? Згоден карактер. Види, малку е индивидуален за него, затоа што си навија мене да ми е убаво. Така? Денеска, ако тоа не го работиме, за друг тешко. Прво за мене, па за останалите. Таков е, значи, малку. Заедништвото, еве што икам, ние сме и тие куќи што ги имаме и на море. Така да не вржуваат и ловот и риболовот, Каде и ви се морскиот, куќите, каде ви се? меѓу Сутомор и Бар. Така. И така да И честите... таму се дружите заедно. Не може како да не се дружиме кога сме Кога на 20 метра еден од друг. А тоа е пред 30 и нешто години земено, така да Значи не сите... се обогатил Кире сега. Не, тоа е пред 30 и, поточно ќе ви кажам, 31 полна година има. А Така. земено е, тргнавме на риболов на Ада Бојана. Така. Не изедоа комарци. На враќање, абе да земеме нешто, жените се болежливи, астма, ово, да видиме некое местенце да се земе. Одвравме кај некои пријатели, случајно навлегнавме таму, има место, ај да видите, некоја смешна сума на вредноста беше на Така. тоа место кај што го земавме. Така. Чековите работева у бивша Значи се Југославија. снајдов. Па еве, донесов кафенце, што е вообичаен македонски ритуал. Меѓутоа и убаво се облече, елегантно да одговараш тоа најверојатно со мене, така? Нема, јас сум тип што сака да се преправа.
Така и бојата на очите ја избра со бојата на кошулата. Така, и умот и тенденцијата се Се е на зелено. Така, затоа добро. што ја сакам Донеси природата. послужавник со рибчиња, мали, големи, ајде, што има тука да... Па, еве, бидејќи ова е телевизија, мора да се илустрира сето она што се говори. Така. Имам многу хобија. Значи, едно хоби ми е рели со джипови, друго хоби ми е моторите, трето хоби ми е лов, риболов, Така. и кој знае уште што не. Ова е нешто од тоа. За да кажам кое хоби ми е најдраго ми е нуркањето. Нуркам обично во море. Морето е најпрозирно и еден мој сосед, кога одам навечер, знам, во 11 часот кога сите гледаат како да фатат некој кревет да си легнат, јас тогаш одам сам во море и еден сосед вели: "Кире, абе кај одиш, да не е многу опасно некој терминатор да не те нападне?" Викам: "Чика бране, јас сум терминатор во морето." Во Јадранско море има 27 видови ајкули, во Барското пристаниште има 17 видови ајкули, меѓутоа статистиката покажува дека јас како континенталец и не треба да имам многу гајле, бидејќи ајкулите во овој дел од светот не се човекојаци, барем така покажува. Така и бегат може би од тебе. Да, Има нешто. Не си фатат работа со мене. Инаку, Така, ова се рибчињата може да се види дека сите се погодени многу прецизно гаѓан. Се ранет. Вратот. Да. И- Фатени од тебе. Да. И морам исто да кажам дека Затоа и ги покажуваме. од една страна сум голем љубител на рибите што сакам да ги гледам Така. на коите во езерцето, а од друга страна сум терминатор кој што Пак сака да ги лови улови, риби, да. сака да ги И подготви. Така да ги подготвуваш ти, Да, и како сакам да ги домаќин си. поделам со пријатели. Со пријателите. Овдека пак ќе го искористиме твојот пријател Зоки Зоки, да подготви нешто дека ние му обетиме, друга нели? за се. Ајде, Зоки, јас фати почнам се да за наредувам работа. како добра домаќинка. А јас ќе проблем. раскажам една Така, значи. мала случка летоска. Обично во Чањ одам, затоа што сакам да одам во карпести терени, а исто толку сакам Значи и да сакаш одам- многу ризични Да, и на песокливи работи. терени. Чањ е голема плажа, дното е песочно и таму живеат најдобар дел од рибите се отровни. Отровни се по боцките. Овие не што се ги има. отровни, нели? Не, овие се... Ако не јас на крај ќе отровни кажам, како- не сум на диета, не јадам. Отровна убавина која што секој сака да ја доживе. Така може. Значи живеат разни риби кои што риба пајак или паук, како ја викаат, која што изгледа многу нормално како обична риба, меѓутоа убодот од нејзината грбна боцка и од страните може да предизвика такви болки да се оди на доктор. Има рибаража која што често ја ловам и ова лето ја уловив најмалата ража во животот, меѓутоа не беше добро закачена со остите и точно знам каде е нејзината опасност. Значи на опашката нејзина, на едната третина, има еден голем трн, Така. како со пила, во кој што има отров. И сакајќи малце да ја дозакачам таа ража, тргнав од напред. Се дозакачи ти? Од кај муцката сметајќи дека нема да ме закачи, меѓутоа тоа е еластично животно и ми го забоде трнот во раката. И се познава. Брзо излегов од море, ми требаше 10 минути, зашто бев далеку, отидов во Чањ кај моите пријатели, таму имаат нивни доктор. На тој човек му требаше 8 часа, не знам што се не стави на раката да ми ги смири болките. Значи, тоа беа такви болки да возрастен човек на мои години за малку ќе скокав од болки. Меѓутоа, после 8-9 часа одвај некако се смири болката. Значи опасно. Човекот мораше да Авантуристички хипнотизира. дух, меѓутоа и многу опасности со сето тоа. Па има, јас сам си го барам цел живот. Да, така? Не сакам мирно море, сакам немирно, а ако е мирно морето, сакам да го разбуричкам. Нели во поширока смисла на зборот. Така. Ако е тоа ливада, ако е тоа терен, сакам да возам джип, да скокам со него. Така. Да ги покажеш Меѓутоа, сите меѓутоа пак имаш и друга спротивност, си пак фамилиарен човек. Да, семеен човек. Семеен, одамна колку години во создадовме брак? поколение син и ќерка, кои што сакав да имам такво семејство кое што како мене ќе си го сака животот, ќе сака да ужива. Значи нестандардни работни времења. Така. Син ми е дипломиран сликар, ќерка ми е артистка, од Шарам Барам сите се сеќаваат на Маца. Живее и работи во Холивуд, така да немаат постојано работно време.
работат тогаш кога сакаат да работат, Кога кога има сакаат, проекти. Единствен кој што мора со стандардно работно време да работи, тоа е мојата сопруга. Од секогаш и не се буни? Од секогаш. Така? Не. Задоволна е, значи и Нејзина одговара така. вокација- Колку години брашав сте во брак? Хај да знам. Многу. А кога си Син роден, има Кире? Ајде. 40-на година. 40-на, значи повеќе 40-на. Кога си роден, Кире? Уште како мало. Да, ама кога си роден, како датум? 3 мај 49-та, така сум говедо во хороскоп бик. Бик си, значи. Меѓутоа, роден си во Скопје, на Водно. Скопје, на Водно, И да. затоа љубовта кон? Кон планината ме влече. Значи нема да ме бегам, што дека сум роден во град по улици, кога на планина сум роден. Планината ме влече, дивината. Основно средно се имаш учено во Скопје? Да, средно имам завршено за геометар. Значи, Да, го студирав ако ги едно- мериш улиците, да знаеме зошто оправдано. Се скапа повторувајќи таму. На 7 години го студирав средното училиште за геометар. Јас луѓето ги делам како што се делат на мажи и жени, така ги делам на математичари и јазичари. Јазичари. Значи, јас бев изразит јазичар, бидејќи од 9-та моја година сум артист во детска радиодрама. Драма, така. И така натаму. Значи, сакав да си играм со себе, сакав да се Така. трансформирам во нешто друго. Затоа пак факултет се запишуваш? Да. Откако Она што си го успеав сака. некако Да да завршиш завршам вите. аерофотограметрија, тоа беше вид од геодезијата со авионско снимање, значи пак негде Пак околу- нешто околу авантуристички, камерите. да, дух. Се запишав Да. на академија, завршив со 9,5 просек. Бев Значи си стипендист се на- опаметил. Да, бев Ете стипендист те. на Народниот театар, меѓутоа долго работев веќе и во радиото, имав емисии таму и бев како Хамлет една година. Што да правам со животот? Дали да бидам артист во театар, дали Така. да си бидам во радио, каде што медиумот е многу поголем. Телевизијата што Исто, сега да, работам или последните 40 на години, има публика колку што сака. Во театарот е лимитиран. Так, Дојдат так. 500 души, малку ми е тоа, сакам Малку, многу публика. Така. Па убаво е си тоа што ни го кажа на брзина за тебе, на вистина. Уште нешто друго да ни кажеш за тебе. Еве приказните како актерството пак, нели, останува иако си новинар, водител кај нас, значи во македонската телевизија, меѓутоа актерството секако останува. Те гледаме во македонските приказни. Тоа е нешто што ме чешка стално, сакам да си го негувам. Некои ќе речат Кире е артист или не е артист. Артист сум затоа што и кога водам емисии, треба пак да се трансформираш. Сакам да го направам тоа забавно. Така? Значи и тоа е глума. Глума се приказните. Лауда му е на Димитрија Павловски што ја измисли таа серија. Емисии се менува авторите, продуцентите, режисерите и така натаму, меѓутоа македонците си ја сакаат таа серија, слушам во последно време премногу е гледана, така. И во светот. Играм секакви улоги, не знам да се крстам, тука сум безбожник. Еднаш требаше да играм ангел и го замолив режисерот, бидејќи ќе ме фатат дека не знам да се крстам, викам дај да играм нешто појако така, да го играм ѓаволот. И така крстење. Да, играше ѓавол. Да. Значи се наоѓаш во сите тие улоги и те исполнува сето тоа. Така зема и душа. Така. Еве, имаш пороци, пушењето. Ето кога јас да се пожелам. Од тебе малку. 17-18 години не пушев, дотогаш пушев и Што ти требаше повторно? Изгледа дека е мода. Значи, се она што е забрането, некако сакам да го употребувам. Така, алкохолот, каде си тука? Алкохолот цел живот го употребувам, значи секоја капка што сум се напил и што ќе се напијам, ја пијам по задоволство. Така, а задоволство секако наоѓаш овдека во овој убав двор, рековме каде се наоѓаме. На почетокот на емисијата јас дознав информација дека ти се пресоблекуваше од твојот пријател дека ова всушност место било на твојот татко, нели? Па после ти и твојот брат сте направиле куќи лепенки, значи прв комшија сосед ти е твојот брат. Да. Убаво, Стално ми дава да. кафе на заем, шолја зејтин, Да, оливки, се што треба. Јас му Се враќам со лукче и Така. Кој повеќе се снаоѓа во кујната подобро, ти или твојата сопруга? Затоа што сепак ти немаш работно време врзано, а таа има. Сопругата е извонреден талент за Така? готвење, докажано илјадници пати пред пријателите. Јас сум за поекстремни јадења, за тие што се Така, морски значи нешто специјалитети, ексклузивно за- ако треба, тоа Да, си инаку ти. кога сме на лов, на риболов по неколку дена за викенд,
обично јас готвам, познат сум по разни чорби и така Значи ти се грижиш за сите, да не останат гладни. Да, и правило е тој што готви не ги мие садовите. Па Кој супер. што сака Убаво. дека ние тоа не пускам. Убаво. А На дома? друго ќе треба да пеам после. Не, овде ќе ни запееш во нашата емисија. Па нема да ви пеам, јас сум музичар, значи Така. перкашен, како тоа се вика модерно, или на тапани на тарабуки. Значи, И тоа го правиме цел живот и со пријателите сум свирал со братни кои што свири хармоника на кој знае колку свадби од наши пријатели. И тоа ни прави големо задоволство на вечерите кога седиме овде на море и така натаму. така, меѓутоа овдека еве твоите пријатели веќе дојде и другиот пријател кој беше најавен. Гледам дека гледаат плодови, а плодовите се од Миле, гледам тука твоите пријатели веќе почнува бројот да се зголемува, да доаѓаат, а до вечер викаш ти можеби и 10 и 20 па ќе дојдат. Миле е така? веќе договорен. Добар Така ден. го најавивме ние. Добар ден, како сте? Благодарам да си ми жива и здрава. Така, се знаеме, Да си Ете. секогаш како ја што сум. Ете така, благодарам. Здраво, Миле, добар. Миле тука седна со нас, даскал на киреца се. Па, Даскал за средување на дворот. Така? Меѓутоа даскал за лов риболов? да почнем од ловот. Ајде, поред. Како дојде до тоа? Как? Кире беше млад. Доаѓа кај мене. Добар ден, добар ден. Вие сте рибар? Не, рекол, јас сум спикер. Ама јас чув се биле рибар. Рекол, ја одам на риба, ама не сум рибар. Ајде да дојдам со вас. Овако може да влезе во емисијата, рекол, ти женет си, да си ја вршиш работата дома. А имаш време да станеш рибар. Си ја вршам јас работата дома, гајле немајте. Чим е така, одиме за 2 дена на риби и отидовме во струганата шмарунище. Значи, прв пат. 40 години Години се дружите, така? даскал сум му за косење трева, за риболов, за морал и етика во риболовот. Не трпиме рибокраци, не трпиме динамиташи, не трпиме мрежи и, што е најбитно, и кога јадеме риба, има смисол, има етика во риболов. Оди на Зоки, помогни му со рибите, треба да се испржат. Добро е, Кире. Како да не нека работа ли? Не, јас гледам дека твоите пријатели останаа да уживаат во нешто го подготвија, нели? Да јадат каснати, јас не викам дека не. Еве дофрла до таму, а ти не избега. Зошто не избега? Па не, многу сум нараклија, нели, планински тип, сакам да се качувам на планини, ако нема планина на скала, ама нешто сум нараклија, имам домашна работа и треба да ја завршам. Така, значи денеска во 15 часот кој ќе биде сопругата од работа, морала да биде од конецот конецот, тоа е бил? Става? Да, тоа е Ти мораш да она предиш. од геодезијата што сум ја учел, да знам да ставаме на линија која што ќе ме води таму кај што треба. Кире, ти благодарам што еве на гледачите на Македонската телевизија и на емисијата Нешто плюс Кате откри дел од твојата интима. Им доближивме каков е Кире во поинаков малку во домашен амбиент, преубаво е се, меѓутоа толку се минутите резервирани за нашата емисија, мене ми е жал што не можеме уште да останеме и да снимаме. Вака ако се ракавите, ќе те поздравам. Когато ти е жал, јас сум среќен, ти благодарам Што си одиве? има возможност на гледачите малку да зимнат од онаа страна на Кире. Другата страна. Со приказните малку ги прошетавме по мориња, по планини и така натаму. Вие почитувани гледачи, бидете тука, ние ќе наминеме и друг пат. Така, поздрав почитувани гледачи, каде и да сте, останете со програмата на Македонската телевизија. Чао! Кире, остане и да работиш, убава работа.